Добро вечер, да започнеме. Како што би се рекло, колку сме, толку сме, толкну сме. Тие сме. Ви благодарам за вечерашното присуство во Рускиот центар на уште една, би рекол, интересна тема, убавината на руските мара. И како што можам да забележам, дори во публиката, ете, имаме некој што ќе ни се пофали со својата руска марама, иако имам и некој што рече дека му се спакувани, па не можеле од зимските се уште да дочекаме. Оваа тема ми се наметна мене најпрво заради привлеченоста, затоа што малкумина знаат за таа така наречена примената уметност на руските марами. Секако марамите, знаете, кај женската популација најпрво биле измислени за да заштитат нели од студ. Секако со текот на времето има со, да кажеме, покрстувањето на Русија започнуваат и така наречената верска функција на марамата да ја покрива женската коса, односно женската глава, како што може би знаете, до денешен ден во Русија жените во црква влегуваат исклучиво со мараме и со здолништа. Но исто така, да не заборавиме дека во Русија и во Руската Федерација всушност не живее само христијанско, односно православно население, живеат исто така и муслимански народи, и ќе видиме и дел и од тие марами. Јас ќе започнам најпрво со Оренбуршката марама. И приказната за ткењето на оваа марама треба да започне од фактот дека токму во Оренбуршката област постои еден уникатен вид коза, која што се нарекува Оренбуршка коза, со меки и цврсти влакна. Овие локални кози веќе одамна се имаат прилагодено на суровите зими, кои што се полни со бури, со меќави, исто така и на ниските температури. Дебелината на козјото влакно излезува 17 микрометри, што инаку е 4 пати потенко од човековото влакно и 1,5 пат подебело од влакното на ангорската кожа. Производството на влакното, козото влакно започнува некаде пред 250 години. Овие кози со своите нежни влакна кон средината на 18 век го привлекле интересот на истражувачите и на неговите жители, односно жителите од овој крај, од Оренбуршкиот крај, на козаците кои што го практично населиле овој град, односно оваа крепост. Во зависност од комплицираноста на ткаењето и на величината, една ваква марама може да чини од 100 до 1500 евра. Марамите кои што се изработуваат рачно имаат природна боја, таа е обично бела, кафеава или сива. И тие пак што имаат поинаква боја, се боја. Јас успеав за вас од мојата мајка да измолам да ми даде од овие марами, за да ги погледнате и за да почувствувате. Иако се премногу тенки, и да погледате, да видите, значи овие две се, едната е бисерна, а другата е побоена.
Горе душата област. Можете да ги отворите, за да видите колкави се овие марами. Ако сакате ќе ви помогнам. Голема. И иако е тенка, оваа марама одлично затоплува. Еве, дето можете да ја отвориш, да видиме и величината на таа, тогнавеста така. Значи, постојат различни и според тоа се разликуваат и значи ова е инаку разликата е во тоа што има клетката е различна. Ова, например, потека, ако ја викнете, ова се вика паушина, односно пајаджина. Гледате колку е тенка. Како пајаджина. Сега ќе имаме да. Ова е традиционалната, а тоа што е кадарко може да го отвориш, тоа се нарекува палатин. Тоа се цвита од самите пати. Еве како изгледа, значи на модел, за да можете да видите како е тоа. И сега, бидејќи ме прашавте како се произведува, јас би сакал да погледнеме, видеото се на руски, но се надевам дека ќе разберете зашто станува збор, затоа што зборовите во процесите опишани се исти како и во македонскиот јазик. С какой работы мы начинаем делать хороший пуховый платок оренбургский? Так, берем сначала пух, отвешиваем мы и начинаем чёска. Самое главное, чёска была, чтобы теплый платок был. И вот мы начинаем, значит, отбирать волос. Волос отобрали мы, расчесывать хорошо-хорошо. Вот, расчесали мы этот волос, потом начинаем его стирать. Посушила его, и мы начинаем чесать. Вот мы почесали на этой гребеночке. Почесали на этой гребенке, снимаем. Берем эту гребенку, вот на ноге. Раньше так делали на гребенке, чтобы все отходы уходили, потому что тут вот отходов много, и насаживаем на гребенку. И начинаем на гребенке. Трудоемкая работа. Вот на гребенке, чтобы он был хороший, красивый платок, мягкий, нежный такой, пушистый, он пушится быстро. Вот. И все, вот сейчас вытягиваю я. Вот, вытянул. Видите, ни одной кочечки нет. Вот. А эти уже отходы, вот, они пошли. Вот видите, какие кочечки. А в тех платках, которые вот они и дешево продают, они дешевле, конечно, намного продают. Это, у них все там вот эти отходы. Я привыкла, как делать вот так вот все, как пух производства нас учили. Когда прочесал, сворачиваешь также все вместе в рулон, и тогда уже сказать, берешь и придешь. Я начинаю тростить. Сматываешь. Так, все, смотали. Теперь сучить.
Морам да кажам дека изработката на овие марами не се чиста, значи не се чисто козје влакно. Козје влакно. Две третини се составени од козје влакно, а една третина е свила. Затоа што инаку козето влакно би било многу по грубо. Како што можете да видите, тоа се разликува како конец. И еве како тоа изгледа на модел. Инаку како што можевте да се бележите, постојат разни дезини според тоа или како се исплетени, но секогаш тие дезини имаат различно име, може да биде елкичка, да се викаат, други се викаат мечкини шепи, малина и така натаму. Процесот може да се одвива рачно, а може да се одвива секако и денес веќе во време машински. Она што е навистина интересно, што една ваква пајажинка во ладните руски зими навистина ќе ве стопли без оглед на тоа колку се тие тенки. Преминуваме сега на следниот. Сушност, не преминуваме на следниот, туку сакав уште нешто да додадам. Оренбуршката марама е опеана и во песни. Познатата руска пејачка Људмила Зикина, уште одамна некаде по војната, има отпеана песна која што се нарекува токму така Оренбуршки платок. Не знам доколку сакате, можеме да ја слушнеме, да ја и оваа песна. Южный Нева
бы ты в эту ночь не скорбела, прогоню от окошка пургу. Сколько б я тебя, мать, не жалела, все равно пред тобой я в долгу. Пусть буран все сильней свирепеет, мы не пустим его на порог. И тебя, моя мама, согреет оренбургский пуховый платок. И тебя, моя мама, согреет оренбургский пуховый платок. Ете, толку е популарна оваа марама, што е опеана и во песна. Инаку денес дизајнерите, практично сите марами што ќе ги видиме вечерва, ги користат како мотиви за многу своји креации. И особено сливните, Павло Пасацката марама, која што на времето почна да ја користи уште на времето најголемиот, можеби, руски моден дизајнер Слава Зајцев. А денес истата таа марама ја користат како мотив Долче Габана, да кажеме, во своите креации. Инаку Павло Пасацките марами се произведуваат од 1795 година во градот Павлов Пасак. Фабриката ја основал селаницот Симеон Лапсин, а неговите потомци потоа го развиле бизнисот. На почетокот на 20 век тука било и најголемото производство на марами и шами во Русија. И специфичноста на оваа марама е со тоа што таа се прави од волнен конец, има квадратна форма и симетрични димензии со цветови и со други билни, да кажеме, орнаменти. Сега мотивите се најразлични. Најпозната и најшара, да кажеме, која што ја имаат овие марами, тоа се ружата. Во 70-тите години апсолутно моден хит и практично се правила во тоа време на 3 различни основи: црна, бордо и светла, односно ленана таква боја. Потоцна во тренд доаѓаат и други бои. Исто така, многу се познати, да кажеме, шаловите со георгини. Покрај георгините и розите може да се сретне и друго полско цвеќе, а со текот на времето и се менуваат боите на основите.
И еве како што можете да видите, господјата носи еден такв шал, кој што може би ќе ни го покаже. Гледате, тоа е цветен дизајн и основата е жолта, што е секако мощно ефектно. Таа плетка, тој материјал е малку потенок. Обично во Русија кога купуваат, кога ги прават и кога ги купуваат ценамени, купуваат малку подебели. И можна често можете до денешен ден да ги видите руските жени не во провинција, значи во големите градови, во Москва, во Санкт Петербург, во Челјабинск, во Екатеринбург, каде сакате, можете да ги видите назима завиткани со марама, затоа што многу е практично и згодно, не ја расипува фризурата од една страна, а од друга страна ве топли целосно. Ако сакате, можете да ја ставите преку уста, топли вратот и така, го топли вратот и така натаму. Еве како тоа изгледа, на пример, во денешнината, како се може да се комбинира овој шал. И едно кратко видео. Ево уште еден модел. Во зависност од големината, квалитетот на материјалот, начинот на изработка, начинот на сликање, овие марами имаат и најразлична цена. Меѓутоа морам да напоменам дека од сите марами за кои што денес зборуваме, овие марами се, да кажеме, најпознати кај рускиот народ и во странство, и цените може да бидат и апсолутно пристојни за секој да може да си ги дозволи. Средната е кубачинската марама, можна е интересна. Всушност, жените од дагестанското село од Кубачи и денес ги носат овие бели марами, кои што се прошарани со златни нитки. Постојат разлики во самата марама. Нема жените носат марами со ситни орнаменти, а кај мажините жени има крупна шара и подолги реси. Практично и до денешен ден невестите можна често
ја користат ова марама и ја комбинираат со свадбениот фустан, со венчаницата, ја комбинираат и оваа марама и како непишано правило е дека таа е задолжителен дел од невестинската облека кај жените од ова село. Ева да видиме како изгледа таа на модел, многу нежна, симпатична. Следни се дагестанските марами голмендо, кои што во разни региони на Дагестан различно се нарекуваат. Значи, се нарекуваат и гумелди, гюлмендо, гормендо, калгај, кој што така всушност се нарекува и видот на, односно видот на свилата што се користи. Келагај, но всушност станува збор за таква свилена марама на која што има некаква мостра. Во Дагестан таа е дојдена практично од Тиран и од Азербејџан, но со незиното доаѓање таа станува веќе и еден национално културно, да кажеме, наследство. Основниот вид шара тоа се цветови и растителни мотиви, иако се среќаваат и марами кои што имаат на себе птици, еве како што е оваа на сликата можете да видите во средниот дел дека има птици, го забележувате така. Исто така можат да се појават риби. Најниската цена што ќе платите за една ваква марама, неолкава, голема, е околу 300 евра. Следните се всушност многу интересни марами од тантела од Волгода, вологодската тантела е можда позната во Русија. Шините од рускиот север уште во 17 век започнале да изработуваат вакви прекрасни рачни работи од златни, најпрво од златни, од сребрени нишки. Всушност, вологодската тантела денес е светски познат бренд, кој што има фасцинирано многумина креатори. Ракотворбите од Вологода биле високо оценети на меѓународните изложби во Филаделфија уште во 1876 година и во Чикаго 93-та. Имаат добиено еден куп награди и златни медали. Она што е интересно што се користат најразлични мотиви, геометриски фигури, цветови, риби, птици, елени, лавови, така што на некој може сирени, еднорози да најдете. Значи, онаму што ќе ви се пушти фантазијата, до таму доаѓа и вологодската тантела. Еве како тоа ефектно може да изгледа. Заборавив да напоменам дека обично, најчесто, сега веќе правилата не важат, е во бела боја и можеме да видиме како се прави оваа тантела. Извинете, како изгледа? Оборвется
Заплітує в кружева. Значи, како што можете да видите, тантилата од Вологда не се користи само за марами, туку се користи за разни други украси. Често се користи при украсување на руските женски капи, кокошник. Например, денес можна често се користи при изработка на накид и мора да се каже дека никаде, значи во време на Руската империја таа била мощна, популарна и се користела обликата. По Октомвриската револуција и доаѓањето на советската власт се сметало дека тантилата од Вологда е луксус и полека почнале да ја напуштаат, останала, значи, да се произведува во селата, денес повторно таа се враќа во својот сјај и повторно ќе кажем, како и кај многу други марами, и ова мараме и тантилата ги користат многу светски познати дизајнери. Оно што ми е најсимпатично, тоа е марамата од грачето Тржок, кој што се наоѓа во Тверската област. И практично овој град се има и прославено по весењето со златни нитки. Во 18 век со овој скап вес мајсторите ги украсувале народните костими, парадните воени униформи, но исто така се правила и црковна облека. Марамите и шаловите што се везат во Трчок секогаш биле за русите многу посакуван подарок. Како основа најчесто се земаат мостри во вид на рози,
и лисија кои што се дополнати со сложени завивки. Како што можете да видите, основата е секогаш еднобојна, и тоа се прави со цел да се добие нели на ефект, односно златната нитка да излезе во прв план. Основата е секогаш волна и ваквите волнени марами со богат декор, кој што е рачно извезен, денес во таква помала варијанта може да се купи за некаде околу 700 евра. Еве како изгледаат мотивите. Ова е на музеот, посветен на Брџок, посветен на овој вес. Значи, како што реков, порано не биле марамите главниот фокус на овој вес, туку била парадната, свечената облека, офицерската облека, нели и црковната. И последниот вид марама со која се истакнува Русија, тоа е осетинската марама. Оваа нежна марама, која што ја носат осетините, се нарекува, морам да го прочитам ова, Цилае Кајлемарзаен. Колку што можам да прочитам, мене ми е тешко да го изговора, на осетински така се нарекува. Оваа марама не се шие, не се везе, ами се плете од тенка свила, на која што понекогаш и се додаваат народни орнаменти. Ваквиот начин на плетење се појавил кон крајот на 19 век и е зачуван до денешен ден. Осетинските марами се светли и лесни, тежат некаде помеѓу 100 и 200 грама, и одлично штитат од сонце. Процесот на создавање на една ваква марама е многу тежок, па затоа и цената е тешка, така што најниската цена за една ваква марама е некаде околу 300 евра. Еве да видиме како се прави оваа марама. Я считаю это своим долгом. Для меня это дело чести сохранить ремесло моей бабули. Семейные традиции фамилии Дзодзиковых бережно хранятся много лет в виде разноцветных сетчатых платков и шарфов. В каждом изделии своя философия и некий сакральный смысл. Автор этих неповторимых вещей Маргарита Дзодзикова занимается возрождением старинного рукоделия. Года 2 назад что-то я подумала, надо все-таки связать и себе, и дочери, и сестрам, и вообще как-то это расширить, чтобы девочки-осетинки умели это делать, чтобы это не пропало. Потому что, как папа говорил, что вот эти сети, они подтверждают то, что наши предки жили на берегу на севере Черного моря. Раньше материалом служила натуральная шелковая нить, которую добывали в домашних условиях из коконов тутового шелкопряда. У меня бабуля была мастерицей в этом плане. Она держала кокон, и весь цикл этот я знаю. Мы с мамой его тоже проводили. Вот. И когда уже бабочка покидала свой кокон, вот эти коконы собирали и бросали в котел с кипящей водой.
какое-то время кипятили, потом туда вот так вот палочку зацепил и начинаешь прямо оттуда наматывать шелковую нить. Мастерицы тщательно скрывали технику плетения, которую передавали из поколения в поколение. Теперь же появилась необходимость не просто возродить эту традицию, а не утерять все тонкости национального рукоделия. Значит, вот так наматываешь, потом на вот такой ниточке, ну, на простой, на шерстяной, на любой ниточке набираются петли. Они набираются очень просто. Тут вот это шарф, поэтому я его вяжу прямо. Значит, для того, чтобы делать, тут самое главное, чтобы вот эти ячейки, они были все одинакового размера. Для этого рука должна быть, как говорится, набита, поставлена. Но это нужно какое-то время, чтобы человек смог уже как бы автоматически и быстро это делать. Размер этих ячеек зависит от толщины вот этой спицы. Осетинский платок – символ чистоты, скромности и невинности. В старину, перед тем, как выйти на улицу, девушка должна была покрыть голову платком. Сейчас все чаще предпочтение старинному аксессуару отдают невесты. Это подчеркивает самобытность свадебного наряда. Мужчина связал первую косынку. Мужчина-рыбак, который прислал вот ее в дом своей невесты, и ее накрыли этой косынкой. И как главный, самый счастливый улов его жизни привели в его дом в этой косынке. Понимаете? И вот, насколько я знаю, только осетинки плетут сети. Вот, хаж, сыла хаж. На изготовление одного не самого большого платка уходит около месяца упорной работы мастерицы. Запастись нужно не только терпением, но и большим количеством нитей. Здесь понадобится почти 10 тысяч метров. Все зависит от сложности узора. Я, например, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь, кроме осетинок, плел вот эти шелковые сети. Я хочу, чтобы мы это сохранили, потому что это вот из таких мелочей складывается культура народа, наследие народа, речь, да, традиции и ремесло. Маргарита Дзодзикова – это настоящая кладезь талантов. Не имея художественного образования, она пишет просто уникальные картины. Это люди, животные, горные пейзажи, абстракции с глубоким смыслом. Ее дом – настоящий музей. Это место, откуда даже самый далекий от искусства человек уйдет духовно обогащенным. И навистина, кога ќе погледнете, кој би имал трпение да исплете, како што слушнавте, 10.000 метри свилен конец, за да се направи една марама, и токму поради тоа и нивната цена е толку висока. Вака накратко за еден школски час изгледаше представувањето на руските марами. И сега туку имате некое прашање, никаква забелешка или што и да е за дискусија, еве тука сме, повелете. Дали е иста волната на, дали е иста коза со стариот буршката и кашни. Не. Значи, оренбуршката коза е посебен вид коза кој што живее токму тука Различен материјал. Да, различена. Сусема, она пошто е позната оренбуршката коза, тоа е нејзиното така наречено подвлакно. Односно, тоа е мекиот дел од кој што се прават марамите. Значи, да, тој пух, односно, јас така го нарекувам подвлакно, тоа што се нарекува на англиски undercoat, нели, кој што се вади. И ова е, значи, посебен вид, тај признаена како посебен вид. Оренбуршка коза. И навистина е многу интересно за тоа што таа има и голем незиното тоа влакно што го има е многу богато и меко. Значи, бидејќи таа се приспособила да живее на тие студени предели, нормално е дека тоа такво подвлакно ќе биде меко и бујно
Како што, да, како што ги топли овците, нели, на овие им треба дополнително нешто за да ги затопли. Дали има некада се путуват во близина, ако не во Македонија, во друга земја или мора да се оди во Рус? Јас колку што разбрав, ги има сега во Белград. Може да се најде и дури и таму има жени кои што имаат започнато свој бизнис. Сега, за што зборуваме? Ако зборуваме за оренбуршките, веројатно не може, затоа што е потребно да се да. Меѓутоа другите па не знам, ева, нека ни се пофалјат каде. Се модерни со синтетика правени, меѓутоа орнаментите се тие. Орнаментите се тие. Дизајнот со ресите. Да, задолжително тие. Инаку е полиакрилонитилот како синтетика е многу близко до волната по својствата, така да топли и има јачина. Да, јас тука се расприкажав забравајќи дека имаме дека имаме специјалист по технологија. Така што Ете за надополнување. Да, тоа за козата што рековте пухот. Не ми е јасно дали од сите делови на козата, например од волната, се двои од различни, од грбот, од бедрата, од различни делови на овцата, се двојат влакната, веќе имаат различна должина и својства. па како што знаете, овцата има сосема поинаква структура. Тука тоа, значи тој пух што го има, каде што го има, таму како кај кучињата, всушност, тоа тој дел се вади. Undercoat. Има заштитна Заштитен влакна. Се потврсти? Да, подолги се. Ако сте, не знам дали сте виделе, например, исто прават и плетки има од кучиња. Да кажем, од сибирските хаски, од сите тие што го имаат, што имаат тако. Да, и тој дел се вади. Сега, точно технологијата не можам да ви кажам. Тие се помеки. Хаските, особено хаските имаат многу таков пух од оздола, бидејќи сум гледал кога одат на грумер за да ги измијат и така натаму, па кога ги четкаат, цела работилница е полна. И знам дека има дури клубови кои што ги собираат тие, да кажеме, влакна, па потоа прават нели конец, па од него плетат. Други прашања на кои што би можел да ви одговорам? Немајте многу технолошки, не сум технолог. Други прашања, дали го знаете местото во нашава Македонија, каде што не се може без овие марами. Односно се додава на народна носија. Не, тоа е во Радовиш. Ако не. Не. Битушек, не знам. Да. Значи, главен елемент покрај останатата богата носија, народна, не знам дали сте ја виделе. Да. Народна носија, се овие марами. Бидејќи вака слични марами ги има и кај јуруците и во Радовиш. Сите марами се изработени од волна, ако не се. Од волна. А овие се некоја имитација. Веројатно се памук, да, кај нас повеќе се користи памукот. Инаку Не мислам дека во Македонија не се ни произведуваат, туку ги носат од Германија, Италија и така. Можда. Инаку, токму тие павлопасадските марами, денес, бидејќи се толку распространети, може да се најдат и многу луксузни варијанти, кои што содржат, например, на место реси, содржат крзно. Кажеме, дури таков луксус има, меѓутоа, еве ке кажам, обично се од волна, затоа што тоа ја штити главата преку зима
Еве, јас многу пати во Русија сум видел назима, жените дека најнормално си носат марама врз главата. И навистина, кога ќе тргнат, косата нити им е сплискана, ниту ништо, бидејќи марамата си лежи слободно врз главата. А инаку има најразлични мотиви на марами кои што токму на Павло Пасацките марами најразлични мотиви, денес веќе и со парамециуми има различни, нормално како што оди прогресот, така всушност оди и производството на овие марами. И морам да кажам дека јас се восхитував порано кога ги гледав тие мостри во креациите на Слава Зајцев, кој што искрено го почитувам како моден дизајнер. И денес кога ќе видам кај светски познати, еве како што реков Dolce Gabbana, имаат цела една колекција која што ја користат токму со такви мотиви. Други прашања? И ви благодарам за информацијата, каде може во Македонија. Во ред, јас ви благодарам за вечерашното присуство тука во Рускиот центар. Ќе ве повикам да не следите на нашата Facebook страница за понатамошните наши активности. И се гледаме следниот пат се надевам уште некое интересно предавање. Ви благодарам уште еднаш што бевте вечерва со нас.